На гости го имаме Ненад Савески, државен јавен обвинител, човек кој што од блиску познава како функционира системот. Добре дојдовте во Тетово, добре дојдовте во нашите канцеларии, се надам дека ви е удобно. И денес би продискутирале за тоа дали младите и како младите да ја вратат довербата кон институциите, кои се предизвиците на правосудството и како да изградиме еден, да речам, поубав живот и поубава иднина за нас. Добре дојдовте. Добро најдов. Најнапред благодарам на поканата Викторија. Благодарам на дадената прилика да бидам дел од вашиот замислен концепт и благодарам што во оваа тема ме пронајдовте мене како да речам персона и во својство на државен јавен обвинител, а и како некој кој што потекнува од Западна Македонија, така да благодарам и на можноста што имав прилика да дојдам во Тетово, комшискиот град на мојот роден град Гостивар. Да, честа е наша. Нема да должам многу, би почнала веднаш. Кога ќе ги прашам моите колеги, моите другари и слично, каде го лоцираат проблемот во нашата држава и зошто нели го има тој порив да се иселат, ќе речат корупција, ќе речат не знам, недоволно перспектива, да, недоволно иднина или перспективи за иднина и слично, меѓутоа многу често се провлекува и правосудството како проблем. Како ние младите да почнеме повторно да веруваме во правосудството кога општеството во кое што живееме изгласало само 2% доверба во тој систем? Кога ми го поставуваш прашањето, не можам да не се вратам во периодот на вашата возраст кога сум бил. И се сеќавам дека истите такви дилеми или разочарувањата во системот важеле и тогаш. Може би не се мерело тоа во проценти, ама кога станувало збор за корупција, и тогаш било тема дека корупцијата е присутна во сите сфери. И како резултат на тоа, веројатно се должи и вербата или недовербата во правосудните органи, бидејќи во овие институции се гледа начинот на сузбивање на овој криминалитет, односно во рацете на овие институции е сузбивањето на овој вид криминалитет, превентивата од овој вид криминалитет, практично правосудните институции треба да бидат гаранција за правда, законитост, остварување во целост на правата на сите граѓани, вклучително и правата на младата популација во нашата држава. И тогаш кога сум бил на таа возраст, а и сега, постојано пред мене е дилемата, често размислувам, не само како некој кој што е на оваа позиција, туку и како граѓанин, како да се подобри таа состојба кај нас. Веројатно само со работа, со резултати и со неистрајна борба, постојано вложувајќи се со сите капацитети со кои што располагаме, каде што покрај останатото во генерална смисла да испратиме една јасна порака и до младата генерација, популација, дека оваа држава има сериозна намера да се бори против криминалитетот. Имаме сериозна задача пред нас да бидеме пример за вас. Ако ние оставиме пример пред вас дека со резултати кои што би ги постигнале, би значило тоа надеж за вас дека и вие треба да продолжите по тој пат, една голема мотивација за вас и една голема инспирација својата иднина да ја градите тука, охрабрени од мојата генерација дека доколку се вложи труд, се даде максимумот, резултатите ќе се постигнати секако и на ова поле во насока на сузбивање на корупцијата, да се испрати една јасна порака дека криминалитетот е неисплатлив и тоа да биде инспирација и за идните генерации дека
нивно е да се насочат во права насока, да станат совесни граѓани на оваа држава, да веруваат во системот, да не скршнат во погрешен пат, туку дека иднината е во нивни раце, а секако иднината е битна за сите нас. Без оглед што сум од постарата генерација, и јас сакам да живеам во општество каде што криминалитетот, корупцијата ќе бидат на едно ниско ниво и тоа ние од овие позиции ви го должиме вас на младите генерации и како некои кои што се дел од системот, меѓутоа и како лично и како родител. Да, кажавте дел од системот и тоа е нешто кое што многу често им го кажувам на моите студенти, а и на студентите воопшто, волонтерите во ФЕЧ и сите млади кои што ги познавам. Мора да сватите дека да, вие сте првенствено, првенствено вие сте студенти и вашата социјална позиција е таа, студент, академски граѓанин. Меѓутоа мора да не заборавите дека вие сте граѓани на оваа држава и дека ако вас едно право ви е повредено или ако се, одреден криминал е извршен врз вас, дека криминалот е извршен врз граѓанин и обесправен е граѓанин на оваа држава. Значи не сум јас млада и студентка и природно е мене вакви работи ми се случува некој да ме угнетува или да ме да демонстрира моќ врз мене и слично. Не, морам да го сватам тоа како граѓанин на оваа држава кој што како што кажавте, утре ќе треба да го гради, да ги гради наративите околу општеството и општествениот наратив, и цел општествен наратив практично. Така што драго ми е што го спомнате тој момент. Спомнате исто така, се навративте, би рекла, во вашите студентски денови. Сакам малку да се задржиме на тоа. Како вашата доверба кон правосудството и вашата перцепција кон правосудството се смени од тогаш па се до денес, како професионалец во својата област? Оптимизмот е дел од мојот карактер. Секогаш наоѓам основ да ја да речам барам основ да најдам причина да продолжам да верувам, да се надевам и тоа за среќа се уште како карактерна особина кај мене постои. Така и во таа возраст сум размислувал во таа насока и секогаш сум барал во секоја ситуација да најдам некоја позитивна страна од ситуацијата, се со цел да го продолжам мотивот на патот кој што сум го зацртал пред себе. Јас дури не се ни сеќавам од каде кај мене се роди идејата да бидам дел од правосудството, впрочем од секогаш од кога памтам за себе сум сакал да бидам судија. У мене има правдолюбивост уште од мали нозе, од секогаш сум бил правдолюбив, веројатно и така сум се пронашол во гледајќи се во иднина како судија. Така и се насочив да студирам на правен факултет. После студирањето, и моите чекори беа токму во правосудството, од волонтирање во Основен суд Гостивар, па се до денес на оваа позиција на која што сум. Меѓутоа, секогаш имало ситуации каде што имало недоверба во правосудството и јас секогаш во тоа сум гледал предизвик и сум се обидувал и пред себе сум имал задача и ден денес барем 1 милиметар да дадам свој придонес, личен придонес да се подобри перцепцијата према правосудството. И дури се сеќавам кога се запишував на Академијата за суди и јавни обвинители, еден од членовите во комисијата која што го вршеше изборот ми постави баш такво прашање. Колега,
како се гледате како судија или како јавен обвинител во иднина, јас одговорив како судија. Вика, зошто сакате да бидете судија кога во општеството владее мислење дека судството е корумпирано? И јас тогаш му одговорив, зарем мислите дека, доколку верувам дека е корумпирано, дека би сакал да бидам дел од тоа судство, така да ја и ден денес верувам во правосудните институции, дека во најголем дел работат честни суди и јавни обвинители. Тоа не е само една празна верба, туку напротив, ја со тие колеги работам секојдневно. И суди и јавни обвинители се среќавам, ги гледам нивните заложби, го гледам нивниот труд, ги познавам лично и знам колку вложуваат се со цел да се подобрат состојбите и својот максимум го даваат кон да служат на правдата. Така да јас ден денес не сум се откажал од вербата дека треба да се верува на правосудните институции. Задачата е на правосудните институции и секој поединечно и генерално како институции да го подобриме имиџот кој што го имаме и перцепцијата која што јавноста ја има за нас. Бидејќи без оглед за која популација станува збор, дали е тоа за младата популација или кој да е од општествениот слој, кога се работи за заштита и остварување на индивидуалните права. Никој не оди своето лично право да го остварува ниту пред извршната, ниту пред законодавната власт. Секој своите права сака да му бидат заштитени, односно се бара да му бидат заштитени или да ги оствари своите права е преку судовите, односно јавните обвинителства. Така да сите треба да работиме, вклучително тука и правосудството, и медиумите, и политичарите, сите општествено битни фактори треба да дадат свој придонес на вистина да почне да ни верува јавноста, бидејќи ако во тоа не дадеме придонес, ако така лесно го оставиме тоа и им го одземеме на граѓаните тоа да веруваат во овие институции, тогаш што останува на граѓаните? Мора сите да дадеме придонес кон тоа. Точно. Сватев дека сте биле оптимистичен од тогаш, па до ден денес и тој сличен оптимизам би рекла не двига и нас, Форум за образовни промени. Многу често ќе ми кажат, ама зашто вие сега се занимавате со толку многу работи кои што се толку многу поголеми од вас самите. Меѓутоа да, тој е тој оптимизам кој што не двига. Меѓутоа мора да сватиме дека и тој оптимизам е многу реток денес, особено меѓу младите, и кога ќе прашам добро дечки зашто, као мора од негде да се почне. А да се почне од негде треба да се почне од себе. И за да се почне од себе треба да се верува и во себе, и во системот, и во иднината и да се, не знам, да се препознае тој потенцијал. Ми викаат не сме еднакви пред законот, не сме еднакви, немаме еднаков третман со, не знам, функционерите, со естаблишментот и слично. Дали сме еднакви пред законот? Ние младите и практично сите останати, најмногу тие што се на функција. Ќе почнам од првиот дел на вашето прашање, Викторија. Мислам дека секој од нас, без оглед на која возраст е, треба да постојано да се надградува и да вложува во себе. Јас сум таков, постојано гледам и во личноста и професионално да се надградувам, да се коригирам, да се преиспитувам, се со цел од вчерашна перспектива денес да бидам подобра верзија од мојата претходна верзија. Така да сите ние имаме задача да бидеме позитивниот пример. Прво треба секој да тргне од себе, да биде добар пример за останатите, па тогаш да се споредува, односно да критикува се останато. Зошто ова го споменав? Бидејќи сите имаме своја улога, без оглед кој во која позиција е. Она што го споменавте исто, дека можеби некој ве обесхрабрува дека сте мали за да се трудите околу толку големи решавање на големи состојби. Јас тука би ве
охрабрил, токму тоа беше и мотивот зошто дојдов кај вас со баш една таква порака дека го ценам тоа што го правите. И ова е мое гостување кај вас баш во знак на поддршка на тоа што го работите и што сте еден добар пример за сите млади луѓе во нашата држава, како треба да се опстои во идејата и понатаму да продолжите. Инаку во делот на она што ме прашавте околу еднаквиот третман на младата популација пред законите. Законите не познаваат возраст, пол, националност, верска исповест, сите се еднакви пред законот, дури и домашни и странски лица, физички правни лица, еве така да звуча малце правнички, теоретски. Сите се еднакви пред законот. Сега, дали чувството кај младите е такво дека немаат еднаков третман и зошто го имаат младите таквото чувство, тој проблем, ако постои, треба да се лоцира и треба да се работи на тоа прашање. Ако реално постои дека младите се чувствуваат дискриминирани во однос на другите, дека се можеби пред законот нееднакво третирани, тоа е више алармантна состојба. Напротив, ако тоа нешто постои, системот треба и како да се засегне со тој момент. Не заради тоа што само ради обврската дека сите се еднакви пред законот, туку баш оваа категорија не сме такво чувство да има, заради мотивот да ве задржиме тука, да ја гледате вашата иднина тука, не само како граѓани на оваа држава, не како идни интелектуалци и некои кои што ќе градат тука релации, туку и да ве видиме како дел од системот и она што ние како генерација не сме успеале да го постигнеме, вие да го постигнете, а на нас е во тоа да ве убедиме, да ве мотивираме да останете, бидејќи мојата генерација има посведочено на еден период каде што владеа одредени вредности кои што сега ова општество ги има изгубено. И задача на нашата генерација е да ви ги пренесеме тие наши искуства кои што сме ги имале, да ви ги пренесеме, ние да се подсетиме на нив, а вас да ве научиме на тие општествени вредности. Не само за да верувате во системот, туку и да ве мотивираме да творите во овој систем. Да, ви благодарам за тоа. Тоа звучи на вистина охрабрувачки и драг, пак ќе речем, драго ми е што оваа епизода доби таков оптимистичен тон. Претходното прашање го поставив бидејќи пред законот, би рекла, централниот закон кој што ги интересира на младите луѓе, особено студентите, законот за високо образование, кој што пак лансира неколку инструменти во нивна полза. Тоа е студентскиот правобранител кој што се занимава со правата на студентите и реагира ако одредено студентско право на одреден студент или студентка е прекршено. Тука и офицерот за антикорупција и слично. Сакам да кажам, студентите тој закон пропишува мнозина, да речем, инструменти кои што се тука да ја исправат, да го исправат прекршокот. Меѓутоа, студентите од друга страна не пријавуваат. Со тоа се соочив јас, се соочуваме сите, практично, сите академски граѓани, сите чинители во академската фела. Не пријавуваат, бидејќи не веруваат ниту во тој закон, не веруваат, со тоа не веруваат природно и во другите закони. Веројатно живеат во тој, не знам, во таа приказна, живееме сите практично во таа приказна, дека работите не се добри и дека ако пријавиме, тоа нема да има нема да има разрешница никаква. Сакам, да, охрабрувачки работи кажавте, меѓутоа ајде да ги охрабриме нашите колеги од правен факултет, например, кои што утре ќе бидат
правниците во оваа држава ќе бидат јавни обвинители, ќе бидат суди, ќе бидат, нели, се тоа што таа фела го возможува и ќе бидат практично луѓето кои што ќе треба да ги градат или да ги реорганизираат тие наративи кои што сега не се баш добри, меѓутоа ќе морат да станат или да бидат ако ние сакаме да имаме оваа држава или оваа држава да опстои. Како ќе ги мотивирате, од каде да почнат, како да ја вратат првично тие сами до вербата во тој систем, за после сите ние како граѓани, нели, да веруваме во тој систем и да знаеме дека кога ќе се обратиме, ќе бидеме послушани и, нели, правдата ќе си добие своја манифестација. Во ова што го спомена Викторија, позитивно е едно дека предвидени се инструменти како што спомена и тоа е добро и тие инструменти треба да се користат. Секогаш треба да се користат тие инструменти и да се сочека резултатот. Имало многу ситуации во мојот живот каде што сум бил обесхрабруван во жаргонот и да се обидеш нема да успееш, секогаш било спротивното. Кога и да сум се обидел, кога тоа обесхрабрување да не допрело до мене, резултатот бил позитивен. Затоа тука би се обратил со порака, верувајте во себе, секогаш борете се за она што сте го поставиле како цел пред себе, резултатите си дојдат. Не сме млад човек никогаш да се откажува од својата идеја. Особено не ако некое право му е загрозено, да не се бори своето право да го оствари во целост. Драго ми е што ми ги спомена и колегите студенти на правниот факултет се сега студенти и моите деца. Јас сум имал во неколку наврати прилика да бидам поканет од страна на професорите на правниот факултет да одржам одредени предавања на различни теми и морам да признавам дека тие денови кога сум имал контакт со студентите ми биле навистина многу убави. Таа една убава млада енергија не може да не се одрази на пријатното чувство и секогаш сум ја користел таа прилика преку моето представување пред нив студентите на правен факултет да ги мотивирам својата иднина да ја гледаат себе си, односно да се гледаат како идни суди или јавни обвинители, адвокати, како и да е, дел од правосудството да бидат. И не сум пропуштил никогаш во моите предавања пред студентите на правен факултет предавањето да го почнам со една анкета, каде што сум ги анкетирал како се гледаат во иднина. Дали како суди, дали како јавни обвинители, дали како адвокати или друг некој профил од правничките професии. Резултатите последниве години секогаш ми биле разочарувачки. Најмал процент од студентите на правен факултет себе си се гледаат како суди или јавни обвинители. Тоа за мене е многу поразително и затоа секогаш ја гледам мојата улога да дадам придонес кон тоа да се смени, бидејќи најдобрите студенти, најквалитетните правници треба да бидат токму во овие институции. А кој е нивниот аргумент? Зашто не се гледаат како? Ќе ви кажам. Сум ги прашувал и тоа. И соочен со таквата реалност, а свесен за она што сум го градил ја како став, а и тој став не бил туку така проникнат во мене, туку сум го согледал во демократските европски општества, каде што секаде врвот на една правничка кариера или најголемото достигнување кај еден правник е да стане судија. А овде од старт гледаме дека никој не се гледа себе си како судија и јавен обвинител и сум ги прашувал студентите зошто? Зошто никој од вас или многу малци од вас сакаат да бидат суди или јавни обвинители? Како прва причина најчесто ми го спомнуваат притисокот врз судството, односно јавното обвинителство. Веројатно како млади сакаат повеќе да си уживаат слободата, да можат да си ги реализираат своите идеи и планови во еден по-комотен амбиент. Овие професии, меѓу останатото, и се тешки професии,
Меѓутоа се доста почитувани и се онака една привилегија доколку станат нечие достигнување. Меѓу останатото и финансискиот статус на судиите и јавните обвинители и не помалку истакнато како причина и корупцијата за која што зборувавме и на почетокот. Така да јас секогаш и на крај од предавањата ги прашував, после моето представување, сепак друго е кога во живо че видиш судија или јавен обвинител, ги прашував дали можеби некој се предомисли, дали можеби некој после ова предавање, после овој наш разговор, тоа не биле класични предавања, туку дискусии, дали можеби некој се предомисли. Сум успевал секогаш да предумислам дел од студентите кои што не се гледале. Како тоа навистина во иднина се рефлектирало, не сум можел да го следам. Меѓутоа пред себе секогаш имам задачата не само пред студентите на правен факултет и како предавач во академијата на младите генерации суди и јавни обвинители, секогаш сум гледал да одиграм улога да поттикнам мотивација да обстојат на сите оние норми, идеи, вклучително од етичките норми, законските норми, да обстојат, да веруваат, да се борат за навистина судството и правосудството и обвинителството, правосудството генерално е вклучително во тоа и обвинителството, да го добијат заслуженото место во овој систем. А и она што е најбитно, пак ќе го потенцирам, да се врати довербата во правосудството, а тоа само може со постигнати резултати кои што ќе бидат видливи, односно несомнено секој да му биде јасно, да биде толку видливо дека ние служиме на правдата, а до правдата дека стигнуваме преку почитувајќи го уставот, законите и секако меѓународните стандарди кои што се дел од нашиот правен поредок. Тоа е мотивот кој што треба да се билда кај студентите на правен факултет. Да веруваат во системот и да се гледаат себе си како идни коректори на подобрување на состојбите во нашиот правен систем. Да, и тоа е убавината да работиш со млади луѓе, што секогаш можеш да промениш нечиво мислење. Тоа веројатно кај постарите малку е потешко, ама кај младите луѓе кои што нели доаѓаат со едно мислење, па заедно низ дискусија и нели дебата и се тоа, го менувате мислењето кон подобро и кон оптимизам и кон верба и кон мотивација на крајот денот. Тоа е навистина привилегија и драго ми е што го споделуваме тоа искуство. Мене ми останува да ви се заблагодарам, обвинителе, честе навистина. Драго ми е што имаме такви примери. Се надевам дека ќе имате блескава кариера и се надевам дека ќе ни дојдете повторно на гости во Тетово. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Навистина, како што напоменав, мојата прилика да имам прилика како и сега да се подружиме преку една ваква дискусија со еден млад, надежен профил како тебе, Викторија, ти се обраќам на ти ради разликите во возраста, меѓутоа тоа воопшто не значи непочитување, туку напротив, да истакнам разликата, а да изразам мојата почит према тебе за сите заложби и ти и тимот со кој што работиш, кои што ги практикувате секојдневно, вклучително и ваквите емисии. Се надевам дека со ова мое гостување и јас ќе дадам придонес кон она што е ваша идеја и заедно да направиме нешто што ќе биде голем поттик и мотив за вашата млада генерација да бидеме пример, а и вие со вашиот пример да ги мотивираме секој со своите активности да продолжи да се бори за своите права и својата иднина да ја града тука во оваа наша прекрасна држава и овој преубав град Тетово.